Неколку месеци по премиерата на новиот Ford Focus, автомобилот е конечно достапен за македонската публика. Mida Grand Motors, увозникот за Ford во Македонија, го донесе првиот примерок. Изложен е во нивниот салон во Скопје и достапен за заинтересираните купувачи. Новиот Ford Focus ја одбележува еволуцијата на дизајнот на Ford. Синиот овал продаде над 16 милиони во светот од воведувањето на револуционерната прва генерација во 1998. Создаден да обезбедува искуство за корисникот при секоја интеракција, новата филозофија на дизајнот со фокус врз личноста обединува експресивни форми со функционални карактеристики ориентирани кон клиентот. Карактеристичната нова силуета се постигнува главно преку симнување на А-носачот поназад со избалансирана пропорционалност во средишниот дел, како облини на С-носачот поставен веднаш над задните тркала. Првиот примерок на Focus доаѓа со 1-литарски EcoBoost мотор со моќност од 100 конски сили со тренд ниво на опременост и цена од 18.400 евра. Премиум AGS е новиот застапник за Volvo во Македонија. На почетокот на месецот, директорите на новоформираниот Премиум AGS во краткото обраќање не информираа за трансформацијата од досега познатиот Премиум Аутоцентрум. Најважно од се беше представувањето на најновото заселување во нивното портфолио, застапништвото на шведската марка Volvo за македонскиот пазар. Како што потенцира од компанијата, во моментов ќе се користи просторот на поранешниот баз, додека се изведуваат градежни работи со цел Volvo да добие потполно нов објект во кој ќе биде сместен продажно сервисниот дел изведен по највисоки светски стандарди. Центарот треба да стартува со работа во март 2019 година. Од менаџерскиот тим беше најавено дека во новиот објект кој ќе биде со основа од 1200 метри квадратни ќе се појави уште еден автомобилски бренд сем Volvo, кој засега се држи во тајност. Како дел од презентацијата, присутните имаа прилика одблиску да ги запознаат сите модели од гамата, а како најинтересни за гостите беа неодамна представениот модел V60 и најмалиот од гамата на SUV возила моделот XC40. Во првата половина на овој месец се одбележа 120 годишнината од салонот на автомобили во градот на светлината Париз. Иако саемот е меѓународен, за жал оваа година видовме уште помал број на излагачи. Дел од нив и немаа што да покажат, односно со што да се пофалат, а од оние кои беа присутни, мал број автомобили можеа да го носат епитетот нови. Без разлика на тоа што на голем број на новинари им недостасуваат вакви настани, дефинитивно од година во година автомобилските производители ги одбегнуваат автосалоните. Неголемиот проблем се разбира се финансиите. Повеќето компании своите презентации ги префрлија онлайн, односно на интернет просторот. Оваа година дел од излагачите и покрај тоа што присуствуваа на салонот во Париз, своите официјални премиери ги направија месеци денови претходно.
Не велиме дека е погрешно, но според нас го намалија изненадувањето. Исчекувањата за откривање на нов модел се одамна зад нас, бидејќи секој се труди да представи што повеќе од новитетот многу пред збиднувањето, а во минатото секогаш новитетите блеснуваа токму на ваквите изложби. Нема исчекување, изненадување, избор, споредба, контакт. Некогашните 8 хали оваа година беа намалени на 5, од кои една беше безицирана за моторциклите, а уште една за електрични изведби и доработки на не толку познати компании. Се на се недостасуваа големи гиганти како Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Nissan, Bentley, Mini, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Volvo. Без нив не дека немаше што да се види, но недостасуваа за да Paris Motor Show ја задржи титулата меѓународен саем. Paris Motor Show е најстарата ваква манифестација. Првата приредба е одржана во далечната 1898 година, која се одржувала секоја година, а од 1976 година има биенален карактер, односно се менува со слична изложба со Франкфурт. До 1986 година е именувана како Salon de l'Auto, а од 1988 станува Mondial de Automobile. На овогодинешниот саем беа прикажани повеќе од 80 новитети, концепти и доработки на автомобили. Многу од нив беа представени и во повеќе верзии, со се повеќе присутниот еколошки момент. Многу компании представија хибридни или пак комплетно електрични решенија, па како и да е, кога се ќе се собере и одземе, сепак ќе остане манифестација која ќе и даде белек на автомобилската индустрија и во 2018 година. Брендот со 4 прстени на својот штанд се пофали со повеќе модели. Главна звезда беше првиот електричен модел на компанијата, моделот e-tron во SUV изведба. Ова е модел кој е опремен со батерии со моќ од 95 киловат-часови, за кој иако нема официјален податок, се очекува да го придвижат автомобилот до 402 км со едно полнење. Она што го знаеме засега за автомобилот е дека до 100 км на час забрзува за 5,5 секунди, а максималната брзина изнесува 200 км на час. До 80% батеријата се полни за 30 минути, а цената во сат е околу $75,000. Следен новитет на штандот е малиот Audi A1 со инспирирана предница од поголемите кватро модели. Audi A1 покажа многу поагресивен дизајн. Најмалата изведба во понудата на брендот одсега е подолга за 56 мм, а ширината и висината ги задржуваат својот претходник. Во внатрешноста овој модел добил централна конзола фокусирана на возачот со 10-инчен екран на допир, кој треба да биде понуден уште во првото ниво на опрема. Просторот за патниците е исто така подобрен, а волуменот на багажниот простор сега изнесува 335 литри. Палетата на мотори е бензинска, а ја сочинуваат агрегати со 3 и 4 цилиндри кои развиваат од 93 до 197 конски сили. Останати модели кои можеа да се видат на штандот на Audi се караванската изведба на A6 Avant, Audi Q3 со маска која изгледа како онаа на Q8, дотерувањето на Audi TT, а голем впечаток остави и спортската верзија на SQ2. Овој модел под капакот носи 2.0 турбо агрегат кој развива 296 конски сили и 400 Нм вртежен момент. Со овој мотор моделот е способен да развие за 4,8 секунди 100 км на час, додека максималната брзина е ограничена на 250 км на час.
BMW остана достоен и го имаше најголемото изненадување на Париското мотор шоу. Тие до последно во тајност го чуваа изгледот на последното остварување на BMW 3 серија. Моделот со ознака G20 сега со изгледот е поблизу до своите поголеми браќа 5 и 7 серија, а има за задача да ги пополни и нивните перформанси. Новитетот е поголем за 85 мм, поширок за 16 мм и само 1 мм повисок. Меѓуоскиното растојание е зголемено за 41 мм, а со тоа станува најголемо во класата. Подпирањето е ново, а оддалеченоста од подлогата е помала за 10 мм, додека аеродинамиката е оптимизирана со коефициент од CD еднакво на 0,23. Првично, новата тројка ќе биде достапна со избор од 3 мотори во 5 варијанти на моќност. Дволитарските 4-цилиндарски бензински мотори на BMW 320i и 330i развиваат 184 и 258 конски сили, додека верзиите 318D и 320D се дизел со моќ од 150 и 190 конски сили. Единствената верзија со 6 цилиндри погон ќе биде BMW 330D, која развива 265 конски сили. Покрај новата серија 3, BMW се пофали со четвртата генерација на моделот X5. Освен што е променет изгледот, X5 сега е и поголем, полуксузен и понапреден од било кога. Во него се вметнати сите најнови технолошки остварувања на брендот. Овој новитет е од големо значење за BMW, бидејќи од своето појавување досега има забележано продажба повеќе од 2,2 милиони единици. Повеќе детали за овој модел ќе бидат презентирани наредниот месец. Светска премиера на саемот за автомобили во Париз имаше и моделот Z4. Неговото производство ќе започне веќе наредниот месец, додека продажбата се очекува во март следната година. Димензиите на новиот BMW Z4 се ширина 1864, висина 1304 мм и растојание помеѓу две оски 2470 мм. Споредено со неговиот претходник е за 85 мм подолг, 74 мм поширок и 13 мм повисок. Меѓуоскиното растојание е намалено за 26 мм. Кровот е електрично контролиран, се подига или спушта за 10 секунди на брзина до 50 км на час. Новиот Z4 ќе биде достапен во 3 верзии: S-Drive 20i, S-Drive 30i и First Edition. Првата се подпира на дволитарски 4-цилиндричен турбомотор со 197 конски сили, комбиниране со 8 брзински автоматски минувач кој пренесува моќ на задните тркала. Следната верзија, S-Drive 30i, го доби истиот мотор, но со зголемена моќност за 255 конски сили и 400 Нм. Преносот е исто така на задната оска, со забрзување од 0 до 100 км на час за 5,2 секунди. Верзијата Z4 M40i и First Edition ќе биде опремена со 3.0 V6 турбомотор со 382 конски сили и 500 Нм. Ова овозможува автомобилот да достигне 100 км на час од местото за 4,4 секунди. Главен акцент на штандот на Citroen за време на овогодинешниот саем во Париз беше светската премиера на новиот концептуален развој C5 Aircross SUV Hybrid. Citroen C5 Aircross SUV Hybrid концепт дебитира со хибриден погонски систем кој дава можност за возење до 50 км на чист електричен режим со максимална брзина на движење од 135 км на час, а за таа цел се користи електричен мотор со моќност од 109 конски сили и вртажен момент од 337 Нм, како и литиум-ионска батерија. Во опремата на концептуалниот развој е вклучен исто така и PureTech 180 мотор со внатрешно согорување и 8-степена автоматска менувачка кутија. Вкупната максимална моќност на плагин хибридниот систем на C5 Aircross SUV Hybrid концепт
е 225 конски сили, а погонот е на предните тркала. Потрошувачката на гориво е на ниво од 2 литри на 100 км, а за тоа помага и системот за регенерација на енергијата и бустер, кој функционира при активирање на сопирачките и општото намалување на брзината. Полнењето на батеријата на C5 Aircross SUV хибрид концепт може да биде спроведено директно од внатрешната електрична инсталација, а во зависност од незиниот вид, потребно време варира од 4 до 8 часа. Малите кросовери добија уште еден конкурент. Компанијата DS, иако го представи неколку недели предходно на саемот во Париз, главна атракција беше моделот DS3 Crossback. Моделот ќе се појави на пазарот следната година, а за него е интересна внатрешноста, бидејќи каде и да погледнете, има остри линии како од диамант. Клиентите на овој модел ќе имаат избор помеѓу бензин и дизел мотори со моќност од 98 до 152 конски сили. Најголема новост секако е електричната верзија именувана E-Tense, која има 134 конски сили, а во можност е да го забрза возилото од 0 до 100 км на час за 8,7 секунди. Автомобилите кои беа презентирани на штандот на Ферари беа Монца верзиите за кои веќе предходно знаевме доста информации. Верзијата SP1 е со само едно место за седење, додека варијантата SP2 е наменета за двајца. Дизајнот на двата модели е инспириран од класичните спортски автомобили 166 ММ, 750 и 860 Монца. Шасијата е направена од јаглеродни влакна, а поради недостигот на покрив и ветробран, возачот и патникот треба да користат шлем. Технологијата на Монца Virtual Windshield насочува дел од воздухот надвор од кабината за поголема удобност. Двете верзии ќе бидат опремени со најмоќниот двигател во историјата на Ферари, 6,5 литарскиот атмосферски V12 агрегат, чија моќ е зголемена од 800 на 820 конски сили. Моторот е комбиниран со 7 брзински роботизиран менувач и погон на задните тркала. Забрзувањето од место до 100 км на час трае 2,9 секунди, а максималната брзина е 300 км на час. GAC е меѓу ретките кинески компании кои се најдоа на овогодинешниот саем за автомобили во Париз. Тие, оваа манифестација ја искористија да ја покажат втората генерација на SUV изведбата GAC GS5, која е поставена на платформата од Алфа. Моделот е со должина од 4695 мм, меѓу скиното растојание е 2710 мм, а поставен е на платформа од Алфа 166. Досега автомобилот се нудеше со два бензински мотори, односно 2.0 Twin Spark со 147 конски сили и 1,8 литарскиот турбоагрегат со 177 конски сили. Кај новата генерација достапен е и новиот мотор бензинец со 1,5 литри мотор со 152 или 169 конски сили, комбиниран со 6-степениот автоматски менувач од Aisin. Honda на саемот во Париз го презентираше новиот CR-V за европскиот пазар. Моделот е опремен со 1,5 литарски VTEC турбо бензинец, а купувачите ќе може да изберат меѓу погон на предните тркала или погон на сите тркала. Ова ќе биде единствениот агрегат во новитетот на јапонскиот бренд. Новиот CR-V стандардно доаѓа со 6-степен мануелен менувач, додека CVT преносот ќе биде достапен во 4x4 верзијата. Со 6 брзински мануелен менувач, CR-V располага со 173 конски сили и 220 Нм вртажен момент, а со CVT 193 конски сили и 243 Нм вртажен момент.
Од Honda за следната година најавија уште една опција што се однесува до погонскиот систем – хибридна верзија како замена за претходната дизел варијанта. Воедно, ова ќе биде првиот CR-V со хибриден погон во Европа. Автомобилот моќноста ја добива од 2.0 литарскиот и VTEC бензинец и 2 електрични мотори. Системот за директен пренос има еден степен на пренос, како и кај електричните автомобили, а за складирање на електричната енергија се користат литиум-ионски батерии. Вкупната комбинирана моќност на хибридниот систем е 184 конски сили, а максималниот вртежен момент е 315 Нм. Hyundai i30 Fastback N дебитира за време на меѓународниот автомобилски саем во Париз, исполнет со специјално развиен надворешен пакет, бројни подобрувања на суспензијата и погонски систем. Hyundai i30 Fastback N ќе се нуди во две главни верзии. И двете се опремени со познатиот 2.0 литарски турбоагрегат, а стандардната верзија ветува максимална моќност од 250 конски сили, додека модификацијата Performance Package доаѓа со импресивни 275 конски сили. И двете модификации на моторот генерираат максимален вртежен момент од 353 Нм и гарантираат забрзување до максимална брзина од 250 км/ч. Hyundai i30 Fastback N е во состојба да се забрза од 0 до 100 км/ч за 6,4 секунди, додека на помокниот му се потребни само 6,1 секунда. Hyundai i30 Fastback N стандард се нуди со систем N-Green Control, кој им овозможува на возачите да изберат помеѓу 5 режими на однесување на својата кола. Со копче од воланот ќе може да се избира меѓу Eco, Normal, Sport, N и N Custom, во зависност од моменталните параметри. Ветува и одлична функционалност со просторен интериер и багажен простор со зафатнина од 450 литри, со два вида мултимедијални системи, Bluetooth, Apple, CarPlay и Android Auto конекција, како и сет системи за зголемување на безбедноста, вклучувајќи систем за избегнување на удар напред, систем за задржување на возилото меѓу две ленти, автоматски светла и друго. Kia на париското автомобилско издание официјално го покажа Kia Pro-Ceed, модел кој е резултат од заедничката работа на германскиот дизајнерски центар на брендот и единиците одговорни за најновите производи на брендот. Автомобилот се одликува со позаоблена линија на покривот која непречено поминува во задната врата. Задниот дел е сосема поинаков од оној на хеджбекот кој го видовме претходно оваа година. Pro-Ceed е изграден на платформата K2 со посебни поставување на суспензијата и тврди пружини. Растојанието помеѓу двете оски е исто како и кај останатите верзии на моделот и достигнува 2650 мм. Во исто време, возилото е за 5 мм подолго и со 43 мм понизок од основниот. Клиренсот е намален за 5 мм, а волуменот на багажникот е 594 литри, што е за 31 литар помалку од Kia Ceed SW. Палетата на мотори на новиот модел се состои од 4 единици. Најмалиот е 1.0 турбо, развива 120 конски сили и 172 Нм, а над него се наоѓа 1,4 литарскиот TGDI со 140 конски сили и 240 Нм. Следува 1,6 литарскиот дизел со 136 конски сили и 280 Нм. Топ верзијата GT добива 1,6 литарски турбомотор кој развива моќност од 204 конски сили и 265 Нм вртежен момент. Друга новост беше Kia Ceed GT.
Верзија која е опремена со 1,6 литарски TGDI бензински мотор, која е во состојба да генерира максимална моќност од 204 конски сили и максимален вртежен момент од 265 Нм. За прв пат спортскиот модел ќе се нуди со алтернатива во однос на менувачот, а клиентите ќе можат да нарачаат во верзија со роботизиран 7 степен наместо стандардниот 6-брзински мануелен менувач. Новиот Ceed GT, кој на екипата на Kia и одземал 6 месеци за развој, се одликува со специјално адаптирана суспензија и уникатни системи за надворешни и внатрешни елементи, а неговата продажба ќе се задржи само во Европа, со пазарно лансирање во првата четвртина од следната година. Најголемиот новитет од Kia беше моделот e-Niro, кој нуди возење повеќе километри од многу бензински мотори. Опремен е со голема 64 киловат-часови батерија која гарантира 485 километри со едно полнење. Поврзан со брз полнач од 100 киловати, e-Niro се полни на 80% од капацитетот на батеријата за 54 минути. Овој e-Niro е дел од гамата на моделот кој вклучува хибрид и плагин хибрид. Mercedes-Benz имаше голем број на адути за Париз Мотор Шоу. Еден од моделите кој беше главна звезда е GLE, најпродаваното SUV возило во историјата на Mercedes-Benz. Неговата нова генерација доаѓа со далеку подобри перформанси, поголема внатрешна просторност, нов изглед на командната табла, подобрени помошни системи за возење, а и најдобра аеродинамичност во својот сегмент. Следен модел што нам најмногу ни остави впечаток е новата B-класа која изгледа многу подинамично во однос на својот претходник и во исто време е со поголема агилност и удобност. Што се однесува до моторите, тие се повеќе ефикасни и еколошки почисти. Новиот MBUX мултимедиски систем со сите своји опции е вистински уникат, додека современите помошни системи ја прават новата B-класа возило кое поседува највисоки стандарди за активна безбедност во својот сегмент. Сите мотори на новината ги задоволуваат Euro 6D темп стандардите, а ги има два дизелски и исто толку бензински. Дизел агрегатите се 1,5 литарскиот со 115 конски сили и 2.0 со 150 конски сили, кај бензинските двата се 1,33 литарски, но во две верзии со 136 и 163 конски сили. Новитет на овој штант е и моделот EQC, кој е првото целосно електрично сериски произведено возило на Mercedes-Benz. Моделот го символизира почетокот на новата ера на мобилност. EQC импресионира со своите атрибути кои се однесуваат на удобноста, квалитет и автономијата на движење. Располага со моќност од 408 конски сили и досек од 450 километри. Концептот кој дебитираше и кој беше главна атракција во Париз го комбинира минатото и иднината, а во исто време ги најави плановите на Peugeot. Моделот E-Legend доста наликува на моделот 504 од историјата, но кога ќе го погледнете поубаво, сепак тој има еден футуристички дизајн кој освојува на прв поглед. Што се однесува до интериерот, ретро темата продолжува, така да E-Legend донесува минималистички стил. Конвенционалните контролни единици се заменети со 6-инчен екран на допир, додека од левата страна на воланот се наоѓа лента чувствителна на допир за прилагодување на различни команди и конфигурација на режимот на возење. Концептот на Peugeot е полн со екрани од 29 инчи во вратите и 12-инчни дисплеи вградени во штитниците за сонце. Тука има масивниот заоблен дисплеј со дијагонала од 49 инчи, заедно со дополнителните екрани расфрлени низ целиот салон. Севкупно, E-Legend има 16 екрани со различни големини. Во бројки, концептот има моќност од 462 конски сили, забрзување од 0 до 100 км на час за 4 секунди и домет со едно полнење од 600 км. Peugeot 508 во караван варијанта е исто така новитет од брендот.
Предниот крај е идентичен со седанот, а дизајнерите на француската компанија успешно го примениле концептот од седан верзија и на задниот дел од возилото. Peugeot 508 SW е подолг за 3 см од лимузината, но е пократок од сегашниот караван за 5 см. Волуменот на багажникот е 530 литри или 30 литри е помал од предходникот, а со преклопување на задните седишта се зголемува на 1780 литри. Дизајнот на патничкиот простор е ист како и во седан верзијата. Внатрешноста ја краси карактеристичниот и-кокпит од втората генерација, што значи малку пониска позиција на воланот и малку издигната положба на инструмент таблата, која возачот ја гледа преку врвот на воланот. The big thing we are evolving within the Peugeot brand are, of course, the design intent and especially on the new 508, the front-end design, the front-end signature with very strong, vertical, diagonal day running lights, which is new on this car, which will be a new feature on all the Peugeots to make them very recognizable on the road, very unique on the road. And in terms of global design for cars, we challenged the D-segment principles of a big, long car, and we decided to go lower, shorter, more dynamic, more attractive, because we believe that's the way of the future for those segments. Those segments are getting challenged by the SUV segment, obviously, and we needed to shake this a little bit to make them interesting and attractive for clients and more emotional, without sacrifices in the practicality of the car. That's the way we chose for the new 508 and the new 508 SW. But in terms of exterior design, we need a lot of sculpture, a lot of expressivity in the design, a lot of personality in the design. That's what we are pushing towards, and we will carry on doing this in the future. And same for the interior. We launched the principle of the iCockpit some time ago already, but every new car will go one step further into those quite different cockpits with what we believe is an ideal ergonomics, together with a very strong content in terms of design also in the interior. So we're pushing always one step further at every model. Well, there are many challenges to be resolved actually, many problematics to resolve when you do this, especially the 508. When you decide to make a lower car and a shorter car, yet preserving the practicality, there's a lot of challenges for the engineers actually. They need to make everything that's not visible from the client optimized, more compact, yet keeping safety, yet keeping the structure of the car intact. So on this car they had a lot of challenges, such as this one for example. So both for design and engineering it's full of challenges, but that's what makes our job interesting. We believe the principle of the iCockpit, for instance, the fact that we put all the instruments and the information above the steering wheel, so we separate what you need to touch and handle in the car and what you need to see in the car, instead of merging them into each other. That's something we started with the 208 and we carry on doing. Maybe this will get copied sooner or later, or not, we will see, but I believe it's for the client's understanding, the client's or the driver's ergonomics, it is better than classical solutions. It is factually better. So maybe this will get copied, we will see. But there's many interesting solutions in all car companies, so I think everybody is rising and growing roughly at the same pace anyway in terms of innovation, both technical and design-wise. The only reason why we created this concept car, A-Legend, was to explain that we have a very enthusiastic vision of the future, a very enthusiastic vision of autonomous driving. A lot of people fear that it will be a bit boring, a bit dull. It's a pity that we will not drive anymore. It can be a little bit robotic in terms of dynamics, and we believe it will be bright and enthusiastic, and we gave it the shape of 504 Coupe homage, heritage, exactly to tell that story. The future can be emotional, the future can be sexy, it can be attractive, and we don't want to create neo-retro cars in our range.
But one day, with an autonomous car, we could actually design a car like this. When many other companies will do maybe little pods or little square things, very practical but less emotional, there will be room for everything in the future, and we believe in a very emotional future. Well, with the challenges we had in this car, I think we have a great result in terms of how we raised quality and we raised the design impact of the car. And I hope this will perform in the Macedonian market. I hope the Macedonian client and drivers will find it appealing. So we'll see what happens. Со цел на најдобар можен начин да се прослави 70 годишното постоење на марката Порше, караванот од Зуфенхаузен ја посети нашата земја, овозможувајќи ни да ги испробаме внимателно избраните модели од гамата. Кога пред вас се 6 автомобили чија што моќ изнесува речиси 3000 полнокрвни коњи, тоа витува дека забавата во движење е загарантирана. По правило, настанот започна во салонот на импортерот, каде инструкторот и одговорните лица ни ги презентираа планираните случувања и строгите правила по кои треба да се водиме. Рутата на движење не носи 100 км вон главниот град во винскиот регион на нашата земја, а целта е најголемата македонска винарија Тиквеш во Кавадарци. Во својата 70 годишна историја, компанијата си има соочено со безброј предизвици. Последниот најавува крај на една ера, што од друга страна отвора сосема други перспективи. Збогувањето со дизелските агрегати за Порше значи речиси комплетна хибризација на гамата со исклучок на 911 и започнување на ново поглавје во историјата на марката, чиј што предводник е долго најавуваниот модел Taycan, во кој ќе работат единствено електромотори.